Се повеќе загрижуваат статистиките за се поголемиот број деца кои имаат проблеми со тежината, па затоа нутриционистите се погласни во своите апели да се промени начинот на исхрана. Нутриционистката Тања Турунџиева вели дека и нејзината приватна статистика покажала дека вишокот на килограми е зголемен кај децата, а особено тоа се забележува кај адолесцентите. Па се соочив и со проблем кој што го имаат во светски размери, меѓутоа некако сметав дека тоа нема да се случи на нашите деца. Меѓутоа статистиката ми покажа сосема други бројки и почнав на еден начин со едукација по школите, со едукација кон родителските совети, со давање се почести емисии каде што ќе се едуцира детето и дека ние родителите пред сме се тие кои што на сопствените деца им ја даваме таа храна. Се соочивме со парадоксот дека родителите здраво се хранат, одат во фитнеси, вежбаат и практикуваат здрава исхрана, а децата се заробени пред компјутери на брза храна без никаква физичка активност. Таа додава дека е многу важно како ќе се внесат нутритивите во текот на денот и како ќе се распределат. Мора да се внимава што се дава во исхраната на децата. Да се избегнува се она што е брза храна и додатоци во однос на исхраната. Значи да нема никакви чипсови или не знам грицки или нешто што е храна богата со конзерванси, концентрати, вештачки бои, адитиви и така натака. Туку да се воспостави рамнотежа на внес на 3 оброка задолжително дневно, затоа што секој дете е во развој и стално ви реклам, потрудете се да се сетите како сте се го ранеле детето во првата година од неговиот живот. Така треба да продолжите цел живот, не само првата година. Но она што останува како дилема е како да се одвикнат децата да не јадат храна која е штетна за нив. Турунџиева вели дека едноставно нема да се купуваат тие работи. Нема да му се дава на детето пари за да си купи храна, него ќе му се праќа од дома храна. Нема дома без разлика кој колку да има потреба од внес на таков забранет нутритив. Нема кога ќе се оди на гости да се купува чоколада, може да се купи овошје. Значи, тие некои секојдневни навики треба да станат одвики и никогаш детето да не се наградува со нешто што му е им задоволство или да претерува во сето тоа. Да добие награда чоколадом, а тоа да не биде секој ден, да го замени чоколадото или сладоледот главниот оброк, туку едноставно да биде еден вид на награда на детето во колку има потреба од сето тоа. Таа вели дека во градинките мора да се воведе ред во однос на она што детето ќе го изеде, колку пати и што ќе изеде. Според неа во училиштата треба да се направи специјално мени кое ќе биде изработено од нутриционисти.